Може би е само судбина или тешка лажна вистина да патам по тебе. Лесно мене ти ме предаде, за него гледам прави се врсе. Дал сонувам буден или не, не верувам те сакав повеќе. Сакам јас да пеам и можам да се смеам на сите твои лаги отрови, за мене што ги фрли сега ти. А јас само пеам и можам да се смеам на сите твои лаги љубови. Многу лесно што ги кажа ти, само да ме оставиш. Малку беше таа горчина од твојата лажна устна отровна, ме повреди се. Лесно мене ти ме замени, за него мене саме остави. Ке продолжам по патот мој без ти, ке преболам с нушни сега ти. Сакам јас да пеам и можам да се смеам на сите твои лаги отрови, за мене што ги фрли сега ти. А јас само пеам и можам да се смеам на сите твои лаги љубови. Многу лесно што ги кажа ти, само да ме оставиш. Сакам јас да пеам и можам да се смеам на сите твои лаги отровни, за мене што ги фрли сега ти. А јас само пеам и можам да се смеам на сите твои лаги љубови. Многу лесно што ги кажа ти, само да ме оставиш. Да, почитувани мои, ова беше прекрасната композиција Лажна вистина на еден наш одличен музички пејач, и јас ќе речам перфекционист. Зошто? Затоа што се што прави, прави со смисла, со начин, прави да изгледа онака како што тој се чувствува. И навистина оваа композиција мене лично ме изненади кога ја погледнав во текот на вчерашниот ден, и знам дека од некаде почувствував дека ова ќе биде одличен хит и дека ќе се случа уште долго време. Аз знам дека на неговите настапи оваа песна и не само што ќе се слуша, туку и ќе се пее заедно со сите присутни гости. Јас му посакувам срдечно добре во нашиот Facebook лайв стрим, односно нашата емисија и на радио кој што оди во живо, радио што се гледа, на Даниел Сидовски. Навистина, добар ден, како е Даниел? Пред се добар ден Радио Пела, од Прилеп, ви благодарам, по не знам кој пат вака заедно што ме следите, што ме пратите, навистина поздрав до тебе Димче, од срце, прекрасна најава. Што можам да ти кажам, освен, еве уште малце, што викаме 12 часот попладне, па да ги поздравам и сите нели слушатели и гледачи на Радио Пела од Прилеп. Ви благодарам многу за поддршката и што да кажам, ете, добра најава кажа ти, па ете, убаво речи перфекциониста. Не знам, тако сум можеби по душа. Сакам да видат работите све онака скоцкани како што треба, па да веќе кога се работи веќе во оваа бранша, мораш да бидеш прецизен максимално, иначе не смеме да се допуштиме.
Така, оно што е интересно што ова ти е петта композиција, ми се чини, ако не се лажам, претходно беше опасен, знаеше да одиш по кафани, зборувам за песните кои што ги правиш и сега веќе ова представува нешто смирено, нешто кул, нешто што многу наликува на Саша Ковачевич, мора да признаеш. Реално, секој ние нели си имаме некој правец по кој сакаме да се водиме, токму така убаво рече ти, доста журкаџиски бе во минатото. Не дека не, да, ова е пета композиција, во минатото имав и претходни некои и тоа успешни биле, баш супер успешни песни. Се сменија некој времења, малце сакав и јас нели да видам каде сум, што сум, како сум. Она во детството што сум си го сонувал, сум сакал да се го исполнам еден ден. Па нормално претходно мораш да стекнеш нека доверба во слушателите, во гледачите. Голема борба беше навистина, оваа 10-та година ми е веќе, за да стекнам нормално доверба кај сите, со добри забави, давав се од себе, што викаме со крв и со подплатив максимално. Многу уложи во оваа кариера до сега. Ја викам 10 години вака, ама 30 години со живци. Зошто вака сакав да ги смирам, малце сакав, ајде да речам да ги сталожам, да видат поинако светло од, нели, од Джек Даниел, сега поново, Даниел Сидовски. А претходно нели до лани 1 јануар 2022 бевме као нели Даниел Сидовски и група Респекти, за оние кои сакаат нели да не дознаат како Джек Даниел и Стори Бенд. Имавме интересни весели песни, се пробавме буквално на секаде. И печалбарски имаме прекрасни, имаме и за свирете за зетот, имаме песна што ломи на свадбиве. Барем кај нас, не знам, гледам дека ми праќаат и видеа од другите градови. Добро ја пласираат колегите, ми е драго, ми е чест, така треба нели да има поддршка. Имав и боемски песни, како Лутам по кафани. Таа беше навистина многу добра, весела песна и се надевам дека во иднина уште повеќе сите тие ќе успеваат. Се пробаме на неколку нивоа. Ајде викаме една балада одамна немам направено. Имав една, навистина да ви кажам, слично баш ова е лажна вистина новата, а таа беше лажна љубов. Мислам дека е 2014 таа песна, ја има достапност на YouTube, сите можат нели да ја слушнат. Прекрасен текст. Да ти кажам искрено, јас можам да кажам еден од 3 текстови онака што воопшто се воодушевам и сам на себе, бидејќи ги стварам песните, ајде да речеме до сега 90% сам. Имав и добра соработка со Орце Зафировски, не значи дека и понатаму нема да продолжам нели да си зимам текстови. Би сакал да го поздравам најмногу од срце него, Орце Зафировски, значи за мене број еден хитмейкер и само напред. Сакав да кажам за нели сличноста меѓу лажна љубов и лажна вистина. Лажна вистина, сакаш да ме прашаш како искочи или сакаш да ти кажам? Што и да направиш, тоа е твое право. Лажна вистина, лажна љубов, ајде да чуеме. Имам фикс идеи, тоа е страшно нешто, можеби и на други му им се случува тоа. Обкружен си цело време со музика, нели, идеш настапи, се враќаш 1 сат, некојаш дискотека до самале до 4 и не можеш да спиеш. Али па кога ќе заспиеш, или сонуваш песни репертоари, или најнови песни. Нема да верувате колку текот на една вечер у едно сонување, од што не можеме, што си веќе од длабок сон, не можеш ни да станеш ни да ги снимиш. А мене тоа ми се случува ептен премногу. Текстови, музика, во моментот одме станувам, ја можам доказ да ви дадам во телефонот, имам најмалку 50-100 песни такви, кај што не можам ни да зборам, ни ништо, сопругата нормално нели тука си спие, јас станувам и само морам одма да снимам, иначе идејата ќе се заборави. Така настане и лажна вистина, утрински во 5-6, не знам како беше, само нешто така, сањам и викам, мора ова да се нешто, да станам некако, да се разбудам, да го снимам. И так баш имам и клипови, ако сакаш приватно ќе ги пратам, ќе гледаш. И од прилика 10 минути. Секоја песна до сега што сум ги напишал, што и да ми било како текст, што ги слушате, за некој ќе рече, ова вон серијско можеби, ова е прекрасен текст, али инспирација имам едноставно од животните прилики што ги пред мене што се сервирани, нели, со поглед, она што го доживуваш на настапите, нормално љубов во минатото, во иднината, нешто што си замислуваш, така да мораш да допреш секојаш до публиката со нешто.
Овој пат лажна вистина беше таква една љубовна, срцепарателна тема, каде што, еве да речам, ајде и за темата сега, како настана. Обично Замислам. пејачите кои што реализираат вакви композиции кои што се како твојата, како лажна вистина, треба да имаш храброст да влезеш во таков музички ритам, да ја донесеш песната на една вистинска рамнина и кога ќе ја пееш на твоите настапи или кога ќе ја погледнат гледачите, односно ќе ја слушнат слушателите, да уживаат во неа. Колку Даниел се внесува во таквите композиции, колку може правилно да ја насочи својата емоција која што ќе ја прошири кон музичкиот аудиториум. Димче, да ти кажам искрено, Само да знаеш дека јас не сум Димче, јас сум Николче. Николче, и леле, извини, Димчески беше у презиме, многу да ти се извинам вака јавно, извини многу, Николче. Никола. Да ти кажам дали е весела песна или е балада, секогаш давам на 100% емоција од себе, ќе си замислиш, дури не е битно, луѓето се веселат, ама ја ги долувам така песна. Само на тој начин мислам дека си успевам сам на себе да си докажам дека во иднина кога и да се разбудам после 20-30 години да речам дека секоја песна си ја отпеав емоционално, театрално. Тоа народ го препознава максимално и можеби и затоа така имам премногу во мозокот на песни што можам да створам, затоа што емоцијата навистина прави чуда. И ти кој ќе го пренесеш тоа, немаш поинаков фидбек освен сите да бидат тука околу тебе, плачат многу, се смејат, солзи радосници. Мене ми се случило лично, еве го спомнаме Саша Ковачевич, он има прекрасни песни, да, се водам кон некој тип терк на тоа. Иако знам дека кај нас во Македонија овој стил сега што го градам, јас сум брутално реален секојаш. Можеби ќе им се допаѓа на народот, ќе си слушнат еви на радио, ќе оди се, но не може тек така да успее сега, затоа што ова е некој поп со примеси на поп фолк, каде што е урбанизираност од оноа се што го имаме како турбофолк. Значи турбофолкот доминира, тоа несомнено и си го пеам и уживам во сето тоа песна као песна убава, но урбанизираноста на овој жанр сега што го правам јас, мислам дека ќе дојде со тек на време кога и народот малце ќе сака да промени. Бидејќи на секој 10 години сум приметил дека шемата стара се прави урбанизирано, се прави ново, немаат идеи, гледам и овие рапери што се од соседна Србија и сето тоа немаат новост, па прават некој аутотюн преку тие турбофолк песни, што значи дека секогаш кај нас во Балканот ќе доминира тој поп фолк, турбофолк, така да и јас се држам до некој правец каде што морам. Ајде, извини, вака ќе те прашам, каде се сместуваш ти во сите овие правци? Како пејач кој што повеќе сака или повеќе љуби да пее турбофолк, бидејќи на оние настапи кои што ги реализираш по кафани, по свадби, нормално е да се пее турбофолк, да се испее таква музика, но како би се класифицирал ти? Како поп-фолк пејач, како фолк пејач или како поп-фолк пејач со фолк примеси? Има една работа, се вика екзистенција. Под екзистенција подразбираме дека мораш од нешто да живееш тука во Македонија. Дека поп-фолкот успева, да, но не овде. Турбофолкот овде успева. Ти мораш да им пласираш на луѓето онаа што го слушаат. Ние сме тие влијателните, да. Сега влеземе во некоја тема за да ти објаснам каде се пронаоѓам. Затоа што добро сум го размислил, не би почнал иначе да го пеам турбофолкот нормално. Ако ви кажам дека мене умилени пејачи ми се Бери Вајт, Ерик Клаптон, джез, урбан соул, фанк, значи ретро музика, да не ви кажам каква музика слушам и класика, али овде за да екзистирам морам да го пеам турбофолкот. Колку ми оди тоа мене добро, нели, кроз оние трилери, вибрата што ги викаме, не знам, тоа народ го препознава. Знам дека се подобруваме со тек на време сите, како ги пласираш, но јас се пронаоѓам ево вака, оваа песна Лажна вистина, она опасна, те сакам, дојди биди срекна, значи тоа е врна песна, дојди биди срекна. Тој стил е она поп фолк, така да речам, ајде по некој поурбанизиран поп.
Сега да не речам сега од типот на што викаме Дарио беше пред мене, а Лалдо му и морам да му честитам за кариерата. Мислам дека беше 40 години кариера. Тоа сакаме сите да го доживееме. Не можам да кажам дека од она класичниот поп што го имавме евергрините во минатото како Дарио, Владо Јаневски, сето тоа беше стварно поп и Тоше Проевски, Бог да го прости, нашиот ангел. Ова е малце поп фолк, за да го прифати народот у текот на наредниве, да речеме 2, 3, 5 години, да го прифати, да го соџвака, па да може да настане една нова, како да кажам, еден нов жанр, нова тема кај што еве јас можеби ќе бидам првиот. Јас сега се борам, знам дека немам фидбек екстра, ама можеби за 10 години ќе бидам тој првиот што го наставил тоа, што го почнал и што ќе настави сето тоа. Така да секогаш сакам да бидам поразличен од сите. И песнава лажна вистина настана баш така. Темата е за дечко што идел со некоја девојка, па ете по некоја случајност она некако се залюбила во друг, па го остава, за сето тоа време го лаже со нели самата тема, така кажа, нели со лажни отровни зборови. И он пати по незе, што е нормално. Така некако ја соџвакав таа тема и викам ајде ова иде у балада. Ова не иде викам у весело, иако има и весели песни што се љубовни. Али сакав да се пробам ја да едам у балади. Ти сите ми рекоа и претходно уште кој имам балади, еве со Те сакам е многу добра успешна песна, си ја пеам на стапите. Сите викаат терај го овој стил, вика најмногу ти лежи. Немаш потреба, вика тоа, вика у турбо фолкот, вика да се внесуваш максимално, вика. Ти имаш, вика, емоција, вика, ти наснет, вика, треба, вика, ваков дечко, ваков човек што тука во Македонија треба да ни пренесе, вика, емоција. Даниел, така сакав да те прашам едно нешто според она што го слушнав, еве, овие прашања понекогаш ги поставувам кога имам гости вака музички од нашава музичка естрада. Сега е модерно пеачите кои што владеат на музичката сцена, зборувам кои што се актуелни, да одат на концерти на нивните колеги. Каде би сакал да појде на концерт или на настап Даниел, да присуствува на некој настап од свој колега? Со кои колеги најмногу соработуваш? Од Македонија сакаш да кажеш или од Да, од Македонија, па нека биде и од соседството, зборувам од Балканот. Така. Реално да, значи во минатото имав поидено и на промоции, имав поидено и на концерти наши. Секогаш сум за поддршка на македонската музика, премногу. Колку е да ја пласираме, нели, балканската музика овде, не можеме без тоа. Ние сме живееле во нели Југославија, каде што била спојка од многу народи. Сите сме слични, скоро исти, збориме слично, така да и добро е за пласирање сето тоа на ова. Ти викам, сум бил во минатото на доста колеги на промоции, поддршка да дам, некои работи се променија малку, размислив зашто што и како, дека немам потреба веќе да одам по такви работи. Единствено, од секојаш ми бил идол Маријан Коцев, он е во народната македонска музика. Многу го сакам, многу го поштувам, он ми е комшија, се гледаме и на кафе, го поздравам воедно, ако слуша. Кај Маријан Коцев секојаш би отишол на концерт. Кај мојот братучет Ѓоко Јович секогаш би отишол на концерти на промоција, доколку сум поканет, што е нормално. Пази, Ѓоко Јович е твој братучет. Да, ја и Ѓоко сме братучеви. Да, како викаат стари, крвта вода не бидува. Така. Фамилиарно тие работи од на мајка ми страната, фамилиарно сме така музички надарени доста и имаме и чичковци, и некои пејачи, па и зетовци имаме дури. Добро, сега ова што го кажа дека сте фамилиарно надарени, ќе го поврзам со еден коментар, односно што имаме на социјалните мрежи тука на Инстаграм, вика дали може Даниел барем малку нешто да отпее она што сака да го пее, барем малку да чуеме нешто. Наша редовна слушателка. Така, поздрав до слушателката, па не знам што сакате да слушнете, ајде, праше или па што знам, ајде ти по твоја желба нешто. Не можам да ја прашам затоа што веќе е напишан коментарот. Во ред каде и да е не слуша. Најмногу не слушаат крушевчани и битолчани затоа што сакаат да не слушаат. Редовно имаме оттаму и нарачки за некои музички желби, па некои така поздравчина кои што ги реализираме. Ајде за битолчаниве нешто да направиме, а? Ајде, може.
Ако одам во Битола, ке прошетам по широк сокат, а на дембел чаршија, кафе ке се напијам, младост мило ке си споменам. Еј, мори моме, како да речам, за Солуна, за Стамбола, неја не давам. Еј, мори моме, како да речам, за Солуна, за Стамбола, Битола не давам. Така, да си ми здрав и жив. За Стамбола, Битола не давам. Извинете, малце ја Да. Тоа е оправдано, гледај само колку е часот, вие пеачите треба малку да се распеете на саба или сето тоа да се компонира, но и да го чувате гласот затоа што си имате настапи. Не сме наспани, ние Така. за тоа викаме, не сме наспани, ја чуваме деца, све правиме. Уште едно прашање од наш слушател или слушателка, вика кој се грижи за неговиот стайлинг. Имаме можност да погледнеме на социјалните мрежи, сигурно некој кој што те следи, а е тука од Пелагониската околина. Вика, во наводници стално е скоцкан, односно стално е пицикаблест. Од срце, поздрав на сите. Добро е што го препознавате тоа, бидејќи урбанизираноста, стилот на еден изведувач, честреден уметник, треба да се пренеси и кроз стайлингот, што е нормално. До сега ние сме имале соработка со некои бутици, да речеме. Но сето тоа било по моја желба, моја сатисфакција како треба да изгледам, нели? Така да си милувам некој стил, ете тоа го гледаат, го препознаваат. Порано многу сакав по-италијански да се облакам, да речам. Нели, таа мода, италијанската мода ми беше фармерче. Да, ако беше од Италија, ќе беше Джек Даниеле. Джек Даниеле, баш, да, Даниеле, браваре. Така некоја шпиц кондура со фармерче, капутче, нели она долго кожно нешто, значи имав нели комбинации. Сега малце понака се стабилизирав, бидејќи морам да си имам и угодност на настапите кај што настапувам. Порано и бев и многу повеќе по дискотеките и клубовите, сега некако малце ги запоставив, овие некои 3-4 години сум повеќе по ресторани, кафани, клубови, некои ме разбираш и така, мора све си носи нели свое, каде, како, така ќе се облечеш. Сега Сам се грижам за мојот стайлинг и сакам соработка да имам со некои спонзори, ама некако слабо тенко нема. Повеќе на нашите колешки, пејачките, девојките поише на нив се базираат, пошто они ептен менјаваат на секој настап менјаваат она. Така. Која колешка за тебе нај средена на сите настапи? Што мислиш? Број 1 Сузана Гавазова, како една наша дива македонска, во секоја смисла на зборот пејачка, значи од А до Ш. За гласовни способности неоспорно во светот за мене најдобра. Значи нема подобра, а Нета Молика. Тоа не можам како да ви кажам дека тоа не можеш да го искажеш. Тоа се доживува само, а ние тоа го слушаме. Нималку послава не е ни Сузана Гавазова. Значи она извршно пее и многу ја сакам, многу ја почитам, може да видите колку си се дружиме ние на телевизиските оние настапи кај што ќе се видиме. Еден до друг сме играме цело време заедно. На YouTube тоа е цело време. Секоја година различни. Така да мислам дека Гавазова е така најсредена и Анета Арсовска, поздрав и за незе, Анета Арсовска исто се средуваат, колешки, добри се, не можам да се пожалам и Јацевска. И ти не си подолу. Ето, нашките да речеме, може би, ете. Ајде едно блиц прашање. Не само бендисаност у моментов, само бендисаност ќе ти кажам. Тоа не е само бендисаност, доказ е тоа. Мене колегите, сите и постарите и младите, сите ми кажат, Даниел, вика, ти си наједен пакет, вика, као пејач што постои кај нас у Македонија. Скоцкан, вика, одадоше, вика, и борба и сите тие работи. Та не зборам надалје. Они тоа го кажуваат.
Ајде едно блиц прашање тука од една помлада колешка која што е во другата канцеларија, па заедно ќе те прашаме вака едно прашање, вика, прашај го Даниел, дали би пеел пред 5000 публика, а да нема бакшиш, или би пеел пред 150 публика, така да бидат сите задоволни, а и тој? Даниел веќе 10 години има бројни успешни настапи, кај што многу по-квалитетни пејачи што се афирмирани па немаат застанато на такви бини. Даниел 10 години има цена за такви бини, која ќе застане пред 10.000, 15, сум застанал и пред 15, пред 20.000 публика на концерти и сум пеел паралелно со изведувачите, тие што се звездите, мега звездите. Кога имам цена за таму, сум презадоволен и Даниел таму се пронаоѓа. Ако целам нешто во животот, таму сакам да видам тие бини, да можам да си го наплатам трудот, да правам едни врвни спотови, ни Саша Ковачев што му се вон серијски спотовите убавите, па дури можам многу 3 пати подобри, знам каква идеологија имам во себе, но немам како тоа кроз екзистенција. Затоа во моментов Даниел пее на 150, 200, 300 луѓе и зима бакшиш, мора да искочим напред и нормално, јас имам семејство дома. Така е. Платен сум, задоволен сум, поздрави за сите соработници, каде да сум секогаш, платен сум, јас тоа си го наплаќам, имам многу љутење за тоа, кој ќе им кажам на нови соработници која ми е цената, јас викам извинете, ако сакате, ако не, ваше си е, ја не се мешам. Али се пронаоѓам во тоа, еве на колешката да им кажам дека подобро ми е да пеам пред 10-15 илјади. Подобро е математиката, подруго е све и кариерата и све. Така. Имам уште едно прашање кое што сакам да го прашам, тоа е што би одбрал доколку еве за една година, две Даниел стане навистина мега популарен. Што би одбрал? Би ја одбрал популарноста или би останал присебен? Видите, ова не е прашање дека јас размислувам, него ова е така скокотливо прашање. Добро прашање. Сега ќе ти кажам зошто така малку се замислив. Популарноста носи една работа, знаеш, фанови се вика. Носи се, само семејство не. Браво, гледаш. И сега ти, ако ја одбираш таа популарност, ќе не можеш да бидеш присебен, така е. Али ако останам присебен, народот ќе го препознае тоа и ќе добиам многу повеќе плюс, како што сум и сега. За да бидам на тој начин, нели, што викаме, популарноста да би ја одбрал, треба стварно да бидам на писна јазик. А тоа не го сакаат многу, мислам дека луѓето кај нас. Што мислиш ти? Јас мислам дека не само што треба таков да бидеш, туку и треба да бидеш многу храбар, затоа што мора да направиш тука во моментот еден пресек, каде што сигурно во популарноста те носат фановите, те носи музиката, те носи бизнисот, те носи кешот. Тоа сакам да го кажам. Те носи кешот, семејството останува позади една бариера, а тоа сепак е еден голем ризик, а знам дека тоа ако го дознае твојот син, кога ќе порасне, тоа ќе биде една сладка освета. Така, све си носи свое. Леле, како да кажам, мораш некогаш... Ова прашање е многу интересно. Ајде, кажи. Сакам да го чујам само твојот одговор. Еве рече и популарен и семејство, еден краток одговор со неколку збора. Ако е тука сопругата во близина, нека ги затне очите, нека не слуша. Само синчето е тука. А он е уште мал човек, има 5,5-6 години, разбира добро. Доријан е тука, си го поздравам, најмегу на свете. Ама го бива и за наоро, како татко му го бива. Ева круша под круша па ја. Ја би рекол вака, би сакал да сум присебен, колку ми дозволува моментот и фановите, сакам да сум популарен, навистина сакам да сум популарен, колку ќе ми дозволи тоа нашата ситуација, ќе видиме. Ипак ние сме родени во Македонија, кај што се уште постојат табу теми, кај што постојат љубоморства,
зошто он да има ваква песна, зошто ние, не разбираш, да не ти ги објаснам тие сите ситуации. Здраве, ќе видиме со текот на време, ќе ми покаже, нема да бидам сигурно на нели да се ударам у земја со главата, ќе бидам секогаш присебен, културен, али би одбрал, да, популарноста би ја одбрал секако дека сакам да бидам популарен, а семејството секогаш ќе биде уз мене, бидејќи чим овие 10 најтешки години ме поддржуваат, ќе бидат уз мене, мислам дека и понатаму. Така е, така е. Ова веќе се снима твојот одговор и веќе ќе се архивира на нашата страница на radiopela.mk, така да времето ќе покаже. Даниел, навистина овие минути кои што поминаа мене ми поминаа така на брзина и уживам во твојата искреност. Секогаш уживам со вас. Секогаш уживам со вас, а Лаудаве имаш многу добри блиц прашања. Ете и нели од страна на колешката добро беше прашањето. Ние сме една радиостаница која што е мала по душа, но на секаде се слуша. Ако не стигне до Скопје да се слуша преку FM, тогаш на ваков начин, на интернет. Не знам дали знаеш, но имаме и 6 интернет радиостаници кои што работат на нашиот веб портал и таму имаме еден посебен канал кој што се вика Македонско народно и таму одат сите твои песни, не знам некогаш дали си кликнал, сите одат не само твои песни, значи сите кои што гостувале во нашата програма, а ги имало многу кои што знаат да препознаат една радиостаница која се грижи да ја негува македонската музика без разлика дали е поп, фолк, класична, дали е урбана, рап, трилер, хорор, како и да е, ние поддржуваме се што е македонско и сакаме да се ја негуваме македонската музика. Најискрено, јас и ти не се познаваме, но контактите исто како да се знаеме 100 години. Верувам дека некогаш ќе те изненади Радио Пела на некој настап, па ќе направиме интервју и во живо. Ја ве чекам, мене кроз на Facebook кога ми скачат оние нели сите минати наши разговори, ќе се отворам, ќе си пуштам, слушам, а Лалда ви од срце и ми е драго што е поддршката што ја давате. Ја ве чекам да се изненадиме едноставно. Некогаш кога ни на крај памет нема да ти текне, кога ќе видиш многу изморен, кога ќе видиш 4,5 без 15 на Сабајле, тогаш ќе го направиме интервјуто. Тогаш ми се најстат моментите, имам плюс енергија, да знаеш, ми изненадувале многу луѓе така. И плюс енергија добивам, така да ве чекам било кое време да. Ние и понатаму ќе следиме твојата кариера. Може би сме мал медиум, но нашето професионално действување прави сите наши гости да бидат запамтени, затоа што не следат и на Facebook, и на Twitter, и на Instagram, и на Spotify, и на Gmail и секаде, значи имаме таква направено на сите такви места. Цела мрежа, да. Цела мрежа. Значи вие не сте мал медиум онда, вие не сте мал медиум. Ние сме едно мало медиумче со големо срце кое што моментално одиме на телевизискиот пакет во Канада и во Германија, значи да знаеш дека одиш во телевизискиот пакет вака како Facebook профил, но да знаеш дека не слушаат и не гледаат сите и имаш голем поздрав и од Австралија, од Брисбейн, моментално, значи на Инстаграм не гледаат и да знаеш дека не е за џабе овој разговорот, затоа што е направен од срце и од душа. Ти посакувам еден убав, прекрасен ден, каде и да се чувствува се прекрасно, не да е лажна вистина, нека биде и уште полажна вистина, но нека биде успешна и нека ја сакаат твоите фанови, нека те гушкаат, нека ти даваат мали бакшиши, но тие мали бакшиши ти ќе ги знаеш како да ги средиш и да ги чуваш. Тоа големо срце е и срцето на Радио Пела кој што чука секојдневно 24/7. Ти благодарам уште еднаш за разговорот. Ние ќе ја чуеме повторно лажна вистина, овој пат само аудиото со прекрасни кадри од центарот на Прилеп. Повели дојди во Прилеп викенд аутен 17 и 18 февруари, купи нешто на жената, купи нешто на твојата сакана, малку почестија, 70% попуст. Може ќе ве изненадам, и... Добро, секое добро име и поздрав и ти благодариме што го сподели нашиот линк на Facebook. Чао, се гледаме, поздрав за Австралија, за Германија, за сите држави и нашинци. Радио Пела во срце ве носам. Чао, Джек Даниел.
Одлично, поздрав Даниел, се најдобро, уживај во твојот професионален живот. Ние слушаме Лажна вистина, а каде? Нормално на Радио Пела, а Радио Пела е секогаш вистинскиот избор. Не заборавајте, ние чукаме само за вас. Слушајте и уживајте. Поздрав за сите вас. Прилеп викенд Аутленд 17 и 18 февруари. Може би е само судбина или тешка лажна вистина да патам по тебе. Лесно мене ти ме предаде, за него гледам прави се. Дал сонувам будем или не, не верувам те сакав повеќе. Сакам јас да пеам и можам да се смеам на сите твои лаги отроби, за мене што ги фрли сега ти. А јас само пеам и можам да се смеам на сите твои лаги љубовни. Многу лесно што ги кажа ти, само да ме оставиш. Малку беше та горчина од твојата лажна устна отровна, ме повреди се. Лесно мене ти ме замени, за него мене саме остави. Ке продолжам по патот мој без ти, ке преболам слушни сега ти. Сакам јас да пеам и можам да се смеам на сите твои лаги отроби, за мене што ги фрли сега ти. А јас само пеам и можам да се смеам на сите твои лаги љубовни. Многу лесно што ги кажа ти, само да ме оставиш. Сакам јас да пеам и можам да се смеам на сите твои лаги отровни, за мене што ги фрли сега ти. А јас само пеам и можам да се смеам на сите твои лаги љубовни. Многу лесно што ги кажа ти, само да ме оставиш. Прилепската чаршија ве кани. Дојдете на Прилеп Аутлет викенд 17 и 18 февруари. Попусти ќе има до 70% на секое чоше во бутици, парфимерии, продавници и кафетерии. Музика, забава и награди за најдобрите муштерии.